Гостин во студиото на Нова е професорот и актуелен колумнист Љубомир Фрчковски. Професоре, деновиве сте прилично експонирани и вие и други професори од правниот факултет и постои така една интересна поделба во толкувањето на што е правно, што е неправно во политичкиот систем, особено во толкувањата на настаните од 24 декември. На што се должат тие такви прилично диаметрално спротивни толкувања од научна правна гледна точка на она што се случи на 24 декември? Не е спорно. Различните научни толкувања не би биле спорни. Не би биле спорни ни различните политички афилијации односно приделби на колегите, тоа сме навикнати. Она што е спорно и што е недопустиво е кога се користат научните титули за да тоа се прави измама и тоа најтешка измама, кога се користат научните титули да се промовираат ставови како граѓанин што ги имаме ние политички афилијации, се покриваат со лажно перие на наука. Тоа е недопустиво и тоа е измама према јавноста. Према јавноста ние треба да бидеме честни. Например, не би ми пречело никогаш и не би коментирал никогаш теза да речат дека се е тоа допустиво, граѓанската непослушност, отпорот, ова што се случи е недопустиво, нема таков пример. Но сметаме дека опозицијата е никаква, не е способна да води граѓански отпор, лидерството е слабо, тоа е све фейк, тоа е во ред. Тоа било фер. Било јасно. Тоа е политички коментар. Политички коментар, да. Меѓутоа да речат дека тоа научно е недопустиво и дека тоа го нема нигде и дека улицата е нешто као уличарство, као што тоа е скандал, научен скандал и во таа смисла заслужува реакција. Сега реакциите може да бидат различни. Јас се обидувам тоа да биде подкрепено кога полемизирам со такви ставови, да биде подкрепено секогаш со научна потка, да не биде никогаш коментар. И луѓето некој пат се навредуваат, некој пат реагираат и така не е тоа нешто посебно страшно. Некои од нив се првпат на јавна сцена сметаат дека нивниот лик и дело треба партијата валјда во ДПМН да ги чува и се исклучително осетливи на тие коментари. Ние што сме 20 години на таа цена што сме знаеме дека нема бесплатен ручек и дека сме платиле голема цена за угледот што го имаме ако го имаме. А тоа се казни, напади, ниски напади, обвинувања за секакви приватни работи, најдиректно, по име и презиме, а не овака описно преку метафори. И јавноста во секој случај таа хигиена политичка во јавноста е нужна во овој жестока ситуација во која сме, а тоа е на најниското ниво на слобода на јавната реч. И тука се обидувам да бидам на страната на оние кои јавноста ја ценат и сметат дека заслужува најдобро од нас, а не фейк. Толку. Професоре, не познато е кој е вашиот став по однос на случувањето од 24 декември. Јасно, многу експлицитно ги имате осудено во вашите колумни како упад во демократијата. И она што мене ме интересира е вашата анализа што понатаму, кој е излезот од оваа криза. Излезот е меѓународно медиирање меѓу политичките лидери на опозицијата и власта, бидејќи тие не можат меѓусебно да договорат ништо. Пред се поради улогата на имиџот кој за себе го има Груевски, тој смета дека не sme да му попушти на транзицијскиот политичар или актуелен лидер на опозицијата Бранко Црвенковски, дека тоа било скандал и мислам дека тука веќе влегува у филм кој има своји законитости, затворени рамки. Тој не може ништо да направи од рационалниот дискурс на излез од кризата. Од друга страна, лидерот на опозицијата нема каде да се повлече, бидејќи ова што се случи е голем кредит, истовремено голем ризик на политичко дејство. И тука мора да се јави сериозен брокер, меѓутоа не овие европски луѓе кои полуразбираат, полу не разбираат што се случува, туку треба некој комплот кој во Македонија и регионот е секогаш америчко-европски. И доколку не го разберат странците, не разберат сериозноста на кризата, мислам дека договор нема да се случи,
а тогаш на опозицијата ќе биде многу тешко да одлучи за било какво учество на локални избори. Тоа до крај ќе заостри ситуацијата, ќе направи едно партиски систем каков дури не сме имали ни од она ВМРО-вско излегување 94-6 кога беше од парламентот. Тогаш кризата ќе отиде до дно. Во принцип такви кризи завршуваат прилично неславно за диктаторите. Тогаш нема да има нормална смена на власт, него најчесто одат реперкусии за кризата. И тогаш се тоа класични диктаторски рушења. Мислам дека Македонија не заслужува суетата на владечката гарнитура или посебно неколку личности да ја воведат во тоа беспатие. Повикувате на меѓународно медиаторство некакво, имаше еден обид, пропадна. Мислите ли дека меѓународните фактори поучени од тоа искуство едноставно се повлекуваат? Па видите, тие може да се сповлекуваат. Што бил нивниот интерес, да речеме, да инсистираат, да се инволвираат на домашен терен, за да се реши оваа ситуација? Бидејќи чувството дека 20 години би требало да сте пораснати, бракете работа. Да, не, тоа не е така. Они имаат лоша анализа ако појдат од таков став. Анализата мора да ја направат сериозна, не е по очекувања, туку по сериозни фактори. Мислам дека тука сгрешија прво со еден лажно балансиран став во почетокот, тоа е неправеден став. Сега малку се коригираат, се повлекуваат, но се уште недоволно и на крај ќе завршат во сериозна криза во земјата каде што се амбасадори. Зашто? Немаат добри информации пратено, ќе направат погрешна прогноза. Добро, сега, може да речеш дека тоа не влегува во нивните кариери, ја мислам дека ќе им влезе во кариерите, прво. А второ, ќе имаат проблем заедно со Косово во регионот. Тоа ќе биде сериозна криза во Република Македонија, каде што ќе почне да се тркала по улиците не протести, туку конфликти ќе почне да се тркалаат. Од друга страна, режимот многу лесно ја употребува полицијата, класично почнува као Белорусија да ја употребува полицијата. Овој инцидент што е направен на 24-ти е бетер од Белорусија, бидејќи ни тамо Лукашенко и чека да излезат пратениците од парламент па ги апси, не внатре. Ако нешто има свето во овај секуларниот парламентаризам, тоа е парламентот. И интервенцијата на било кој орган на извршната власт внатре оди по строго контролирани и назначени таксативно во законот ситуации. Тоа се значи безбедноста во собранието, раздвојување на пратениците без употреба на сила. Може да ги натепа како мајка децата, може евентуално ги раздвои тие што се задолжени внатре, а од извршната власт да влезат, па да ги изфрлат, таков преседан нема. Тоа дури е прилично апсолвирано како тема, тоа е јасно. Види, апсолвирано е, меѓутоа мислам дека ќе повлече кривична одговорност за кршење на уставот после овој режим. А дали според вас е правилна одлуката на СДСМ да ја отфрли комисијата која беше предложена, меѓу другото од меѓународниот фактор, која би требало да го стави на хартија и да му даде една формална димензија на сето она што се случи и многу прецизно да утврди кој што направил, зашто и како. Да, комисијата на парче е неприфатлива бидејќи нема никаква логика што ќе биде нејзиниот крај. Извештај кој ќе констатира овој е виновен. Да, и кој понатаму се разбира во комисијата резултатот од комисијата би ја повлекол опозицијата и би ја натерал да влага во парламентот без никаков резултат. За неа не е проблем комисијата, за неа е проблем кога комисијата почнува да работи. Тоа е проблем. Самата комисија не е проблем. Дури Хелсинки има идеја невладините организации да предложат некаков излез од ова, меѓутоа клучот е што активноста на комисијата треба да биде на согласност, моментот на активирање на комисијата е согласност на опозицијата со власт. Таа ја поставува во рамките на глобален политички договор за локални избори, предвремени избори, законот за избори и комисијата која треба ова да го, што е очигледно да го расчисти на терен. Значи комисијата може да биде целосно од странски експерти, не е проблем составот. Проблемот е кога почнува да работи комисијата. Тоа е предмет на преговори, кои се били отфрли. Не, тоа е стартна позиција како ја пишувате. Комисијата во овој состав ќе почне да работи од кога опозицијата и власта ќе се договорат да почне да работи. Тој момент на опозицијата мора да и се даде како клучен фактор на приказната во нејзини раце, исто како во раце на власта, односно во поделени раце.
Тоа е проблемот кај комисијата, не е незиниот состав. Тука они немаат договор. Инаку комисијата ќе треба да ја во столичи да почне работи председател на собранието, што би било скандал по себе. Тој не може ништо повеќе да активира. Тој може кој инерција да се среќава дипломатски со луѓе кои не знаат со кого се среќаваат се уште. Да ве прашам, предвидувате ескалација на кризата доколку СДСМ се повлече од парламентот и опозицијата ги врати амандмани. Зошто би дошло до ескалација ако се имал предвид фактот што ДУИ останува конструктивен во соработката со ВМРО ДПМН, ДПА влегува во некаква соработка, прилично сите политички субјекти остануваат, да речеме, во соработка со системот. И на известен начин опозицијата, односно предводена од СДС, е изолирана. Изолирана од меѓународната заедница, изолирана од другите политички субјекти. Не, контраверзна е таа ситуација. Таа ситуација се вика ситуација на раб, но не е така безнадежна како вие што ја опишувате. Практично политичките карти, ако не изгледаат, се во рацете на опозицијата. Парламент без 400.000 гласови и нивно представување во парламентот е нелегитимен во стартот. Како да го бодите? Како да го фарбате? Како да му помагате? Они чувствуваат таков став, албанците исто така, странците исто така, експертите, јавноста исто така. При тоа замислете да сега сите општини изгубени. Замислете, например, Куновска у Карпуш. Како тоа изгледа? Тоа изгледа скандалозно по себе, без другите активности. Или Куманово целосно на ВМРО прв пат во историјата, Охрид, Струмица и така. Ситуацијата е зрела за судири по улицата кои ќе се талкаат. Значи, тоа е едното сценарио. Странците, ако тоа не може да го видат, ја не знам што ќе гледаат, на филмови да гледаат дома, видеа. Во таа смисла, овој дел... Меѓуните фактори ги интересира пред се стабилноста во меѓуетничките односи. Па нема да се случи. Соглед на тоа што албански политички фактори се сосема окей со ова. Гледате, нема албански политички фактор кој може да ја дестабилизира Македонија како што може мнозинскиот народ. Тоа до сега ние не сме имале шанса, фала Богу, да го преживееме. Ја мислам дека опозицијата има енергија во себе да го оди тој пат. И мене ме радува тоа. Тоа е автохтон пат. Тоа е политички оригинерен пат, тоа не е глумење. Прв пат во историјата тоа не е глумење расправи во парламентот, тоа е вистинска политичка борба и автентична политичка опција. И во таа смисла, мислам дека ќе ги повлече овие фигури кои ги споменувавте како неутрални, односно равнодушни, во вителот кој следи. Но има една реална дилема, вие го познавате делумно гласачкото дело на СДСМ, што кога ќе се изгубат оние лостови во институциите локални, оние кои сега ги има СДС и кои реално се некаква логистика за мобилизирање на и анимирање на гласачкото тело. Ке се радикализира состојбата во тие општини, тоа е цела една структура внатре која е поинаква од таа што е на власт. Тоа е тотално чувство на неправда. Тоа е чувство на наметнување како на државен удар, дека ви дошол префект во општината, кој општо не е легитимен со базата. Тензијата ќе порасте. Ова што они велат се имаат дилеми околу 30 и 40, 20, 30 илјади на протести, ќе станат протести по 50, по 60 илјади перманентно во пиковите, 100 илјади. И во таа смисла судирот ќе се радикализира. Се никој не го посакува, реално ја не сум во таа смисла авантурист, но нема друга опција политичката опозиција и таа жестокост на поделбата меѓу македонците ќе оди до крај со оваа власт. Така оди, така ми изгледа дека ќе. Како ви изгледа методологијата со која опозицијата се обидува да го мобилизира гласачкото тело? Односно овој тип на отпор кој сега го гледа? Блокади, каравани. Знаете што, тоа е исклучително тешка операција. Операција која во овој момент сум сигурен дека власта не може за себе да ја организира, а опозицијата успева. Јас скоро да немам забелешки на таа технологија, на начинот на кој го водат тоа. Тежка е таа, тежок е тој отпор. И го водат на исклучително добар начин и реакциите од населението. Ја практично на поголемиот дел учествувам, ја го гледам типот на население. Тоа не се СДСМовски поддржувачи само. Една чудна мешавина има од луѓе и една чудна упорност
Има. Онака, знаете како велат, режимот се руши тогаш кога луѓето одбиваат да си одат дома. Има такво одбивање да си одат дома. По некој пат знаете кога ги малтретирате, кога ги форсирате, некој пат знаете кога луѓето доаѓаат со ентузијазам и остануваат по муабетот од познатата лада. Значи, тој елемент го има нов во Македонија. Во македонското политичко искуство е целосно нов овие 20 години тоа. Ја не сум го почиствал никај опозицијата која била ВМРО тогаш, никогаш кај СДСМ. Тоа е една нова ситуација која мислам дека во таа смисла сум оптимиста дека политичките карти ја имаат во рацете луѓето кои таа политичка енергија ја контролираат. Говориме цело време хипотетички доколку нема договор. Кои се според вас шансите да дојде договор сепак и да си лезе нешто да се врати во некој нормален титул? Па не знам, оваа недела е клучна, веројатно овие 5-6 дена, 7 се клучни за таков пробив после доцна. Гледате ли интерес од меѓународните фактори да не можам да ги проценам, не можам тотално да ги проценам. Посебно не можам да ги проценам американците. Со еден тотален не знам дали ги имаат правите информации, не знам како е нивниот резон, нивните точки на консултирање и добивање на информации ми се чудни, морам да кажам. Не ги не знам. Зошто се така пасивни и на известен начин, како што сами велите, го поддржуваат во известна мерка владата на Груевски ја поддржуваат. Кој е интересот? Решавање на проблемот со името? Не, тоа со името нема шанси да се реши, тоа е илузија. Мислам, ако играат на таа приказна, дека опозицијата ќе се простре ко килим за да не му даја либи на Груевски, тука многу сгрешиле, опозиција ќе преземе сите ризици и добар е ставот на опозицијата да му одречат поддршката бланко за името. Нека го решава сам, ако има сила, а ако нема сила, онда нека не го решава, као што не мислам дека ќе го реши во било која ситуација. Тоа е прво. Второ, проценка, не знам каква е ситуацијата на американците, ако они играат на улогата на врската ДУИ-ВМРО, таа е климава поради тензијата во Косово. Таа може преку ног да се растресе, посебно околу оваа приказна за Дачичевите операции за понуди размена на територии, протести кои одат со тоа. Таа слика воопшто не е сериозно стабилизирана. Тука се отворени прашања неколку. Тензијата во Македонија ќе ја подкрепи таа дестабилизирачка слика во регионот. Како мислат дека они ќе ја контролираат, не знам. Ја мислам дека најлесно и најевтино и најефикасно е да бидат брокери во политичката криза во Македонија. Тоа е најефикасна и најефтина операција. Дали има една порака во нивниот однос за недоверба кон Бранко Црвенковски како лидер на опозицијата? Не ми е јасно тоа, затоа што Бранко нема проблем во опозицијата, колку што ја го гледам тој проблем. Знаете, во политиката го работи политичкиот проект тој што може. Како и она со девојките, не е убавиот, туку упорниот. Така и во овој случај го работи оној кој може. Не може тони да го проценуваат по естетика, ако он може да организира опозицијата, него тоа му оди, ако тој не е проблем за Љупчо и за бранителите, за Љубе, ако не е проблем, тога зашто и бил за своите собеседници. Тоа не е избор на мис на Македонија. Туку е тоа кој може да го организира, он тоа го прави. Ја мислам дека е поголем проблем организирањето на лажна опозиција од власта. Тој таа фейк операција ќе биде поголем проблем. Тој поголем крш ќе предизвика внатре, отколку играњето со тоа која предводи опозицијата и власта. Значи, тука, независно колку не ни се допаѓа Груевски, тој ја води таа операција од страна на власта. Тука не се бираме за женење, за мажење, туку за политички договори. И тука рационален пристап треба да има, не и идеолошки. Да ве вратам од кај што почнав разговорот на правниот факултет. Актуелни сте, меѓу другото актуелни бевте и на социјалните мрежи, на Facebook страната на факултетот за политички науки на правниот факултет се постираше наеднаш, се појави Гебелс со чуден цитат, што помалку ја згрози барем оној дел од цивилизираната јавност во Македонија. Што се случува таму? Изгледа тоа се некои лажни страни на Facebook всушност,
а не се оригинерните страни на факултетот на политички науки, неколку упади има такви. Делови од младината, ова што е јуришници на власта ги фаќаат, не знам зошто продираат полесно на страната на политички науки и тамо постираат, имаше една тура на антиопозициони активни чиста мира во... Тоа и некако може столирано Гебелс и тоа промовирање на фашизам сепак беше скандал. Беше скандал и не знам што може да прават. Они можат евентуално да протестираат против кои се тоа агенции кои ги бришат тие страни надвор. Тоа се две. Ако побара правниот факултет може да дознае кој го постирал. Па веројатно некаква постапка таква, но не е врзана за институцијата, не е однатре упадот, него е од надвор. Океј. Ви благодарам, професоре. Тоа беше разговорот со професор Љубомир Фрчковски.